Зголемени концентрации бележи станицата за мерење на квалитетот на воздухот во Штип. Во изминатите 3 дена се движат од 70 до 100 микрограми, наместо дозволените 50. Во превод тоа значи дека и штипјани деновиве дишат загаден воздух. Ова се должи на серија денови со мирен воздух, денови без ветер, што е реткост за Штип, и одовде е појавата на зголемени концентрации во воздухот. Но ако се земе годишното ниво на денови, Штип има квалитетен воздух, согласно пропишаните граници. Ако го погледнеме целата година, бидејќи сме на крајот на годината, просечните концентрации и бројот на денови кои што надминуваат, мислам дека беа денес 28, а бидејќи имаме уште неколку денови до крајот на годината, не верувам дека ќе надминеме или се надевам дека нема да ги надминеме дозволените 35 дена. Така да Штип, ако треба да го оцениме квалитетот на воздух, има квалитет на воздух во пропишаните граници. И не само Штип, сите урбани средини во државата се екстремно загадени, вели Мираковски. Изворите за загадување на воздухот остануваат исти, а голема улога играат и метеоролошките услови. За разлика од лани кога беа надминати дозволените 35 дена, годинава ситуацијата е за степен подобра. Загадено е и во Берово, најверојатно заради користење цврсти горива за грејење. А освен Скопје, речиси сите урбани средини во државата, посебно тие што се наоѓаат во котлини, се екстремно загадени. Може да ги видите вестите: Струмица, Тетово, Куманово, Кавадарци. Речиси сите градови кои што имаат карактеристична котлинска местоположба имаат екстремно високи концентрации. Висока котлина и положбата на Берово има и река со висока влажност, а минува низ населеното место, така што веројатно бројките од таа станица, тоа е референтна станица на Министерството за животна средина, се точни. За жал, најголем дел од населението користи цврсти горива за грејење и веројатно и концентрациите во периодите кога воздухот е мирен се над дозволените. Просечните годишни концентрации од 2019 година до денеска, иако многу бавно, сепак се намалуваат, додава Мираковски. Вели дека домаќинствата постепено треба да го променуваат начинот на грејење со цел да се реагира на зачувување на чист воздух.